континуитет бележи високи бројки на новозаразени граѓани, кои што за неколку денови од позитивниот тест доаѓаат во болницата и потребна им е лекарска помош и во најголем број болничко сместување. Јавната здравствена установа, општа болница со проширена дејност Прилеп, функционира со 5 ковид центри во инфективното одделение, во интерното одделение, во уво, нос и грло, одделението за гинекологија и очното одделение со вкупно 130 легла, од кои 50 на централен довод на кислород, а останатите потреби се покриваат со боци. Капацитетот е максимално искористен и затоа ги заврзавме активностите за подготовка на модуларната болница. Денес ја ставаме во функција модуларната болница, која што е опремена со 35 легла, секој кревет е поврзан со централен довод на кислород, што во голема мера ја олеснува работата на персоналот. И сето ова би било само статистика и бројки без вработените. Целокупниот персонал е ставен на располагање и во функција на помагање на пациентите со цел побрзо оздравување и излез од оваа здравствена криза. Почнувајќи од докторите инфектолози, специјалистите од сите медицински гранки, специјализантите, општите доктори, медицинските сестри, техничкиот персонал, администрација, возачи и сите несебично се ангажираат во борбата против коронавирусот, за што од името на раководството на болницата, од името на граѓаните им се заблагодарувам. Кадарот во модуларната болница ќе работи по принципот на ротација. Модуларната болница и персоналот се подготвени за прием на пациенти, за што искрено посакувам и се надевам дека нема да бидат во голем број и брзо ќе закрепнат. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на министерот Венко Филипче што ни го испрати професорот Звонко Миленковиќ од клиниката за инфективни болести, каде што престојуваше овие 2 недели и мислам дека даде голем придонес како за стручниот дел, така и организацијскиот дел, кој што им помогна на стручниот тим, на колегите инфектолози, на сите други доктори кои што и другиот персонал кои што учествуваат во лекувањето на болните во овие 2 недели и мислам дека стекне огромно и доволно искуство за понатамошната работа што треба да ја обавуваат, секако да им биде полесна, а секако дека ќе треба да се почитуваат протоколите што им ги даде професорот Миленковиќ. Јас знам дека на сите ни е тешко во нашиот град. Најголем број на заболени имаме во цела држава. Тоа сакам да упатам апел до сите оние здравствени работници од било кој тип во слободното време, ако имаат можност, ги замолувам, упатувам апел, како сакате сватете. Уште овие 10-15 дена имаме потреба од таква помош во нашата болница. Затоа што и текако им е потребен, дали тоа ќе биде лекари, медицински сестри, болничари или друг технички персонал. Ве замолувам, ако имате можност да дојдете за да им помогнеме новите херои на новото време, затоа што тие цела година се истоштени, изморени и ова е последниот момент кога сакам да им помогнеме затоа што граѓаните ќе го почувствуваат тоа. Модуларната болница тука во Прилеп е еден од 19 објекти кои што ги поставивме за рекордно кратко време, нешто помалку од 3 месеци во 16 општини и е дел од вкупно 10.000 квадрати, вкупно 600 болнички кревети, повеќе со кои што сега располага нашиот здравствен систем. Оваа болница овде е целосно опремена со централен довод на кислород, токму такви услови обезбедува какви што се потребни за лекување на сите пациенти кои што се заболени од ковид. Таа ќе биде во системот на целокупнината прераспределба, пренамена на креветите во болницата, се со цел да се пружи соодветна болничка заштита на сите пациенти. Во болницата во Прилеп изминатите 2,5 години навистина многу инвестиравме, примени се над 100 вработени лекари, медицински сестри, без кои што тешко овој удар да можеше да се амортизира и да се даде соодветна здравствена услуга. Беше направен нов ургентен центар со што се смени пристапот во давањето на стручниот дел на лекарската услуга кај итните пациенти и оваа година тоа го заокружуваме со тоа што Прилеп за прв пат добива апарат за магнетна резонанца, ќе служи за соодветна диагностика, односно пациентите понатаму нема да мора да патуваат во другите градови или во Скопје за оваа услуга. Уште еднаш честитки на менаџерскиот тим, на сите вработени за се тоа што прават до сега. Верувам дека
сега околу пикот и оваа недела сега следната се критичните недели. Ние сме во целосна координација и во рамките на територијата на цела држава, во координација со директорите, прераспределата на пациентите согласно тежината на клиничката слика се прави во целосна координација. Дозволете ми денеска да соопштам дека сме дојдени заедно со министерот за здравство Венко Филипче овде во Прилеп, прво и предимствено за да ја дадеме целосната поддршка на општинските власти, но пред се на здравствените власти, на здравствените работници во болницата, во градот, во справувањето со пандемијата со COVID-19. Секако, тука сме да ги слушнеме и од прва рака и нивните пораки и укажувања за да најдеме најдобри можни решенија на локално ниво, доколку за тоа има дополнителна потреба. Во овој актуелен бран, Прилеп е еден од најпогодените градови и генерално општини во државата. И секое укажување е добредојдено. Во кругот на градската болница е поставена модуларната ковид болница за да се ублажат последиците од овој нов и интензивен ковид бран, како и да се обезбеди соодветна грижа за хоспитализираните пациенти. Во рамките на Центарот за јавно здравје Прилеп комплетно е реорганизиран просторот во микробиолошката лабораторија, а со нова опрема и кадар е оспособена и молекуларната лабораторија за тестирање на пациентите за COVID-19. Во знак на поддршка на општината и на болницата, во меѓувреме се примени нови 12 општи лекари и 10 медицински сестри, кои се исклучително значајни во целата оваа ситуација. Во последните неколку години повеќе од 100 луѓе се ново примени во здравствените институции во општина Прилеп. Особено значајни се сите останати активности на општината за постојано алармирање на граѓаните да се придржуваат до рестриктивните мерки и до мерките за лична заштита. За поздравување и одлуката на општината да го редуцира бројот на автобусите на јавниот превоз, како и поставувањето на ковид штандовите за влезовите на градскиот пазар со средства за дезинфекција и како пунктови за контрола на кои се проверува носењето заштитни маски. Вчера, како што знаете, во земјата пристигнаа и првите 20.000 дози од вакцината Спутник, како прва количина од вкупно 40.000 дози од двете компоненти на оваа вакцина. И заедно со претходно пристигнатите вакцини веќе располагаме со повеќе од 78.000 дози. Го овозможуваме со тоа целосниот континуитет на веќе почнатиот процес на имунизација, како и побрз почеток вклучување на повеќе лица од најкритичните групи наши граѓани согласно нашиот национален план за имунизација. И денеска сакам да искористам приликата да ги охрабрам граѓаните масовно да ја следат постапката за вакцинација и да бидат во контакт со своите матични лекари за да го осигураат својот термин за вакцинација. Вакцините се здрави, проверени, меѓународно тестирани и граѓаните ќе ги примаат оние вакцини кои одговараат на нивната старосна група и на нивната здравствена состојба. Колку побрзо заврши процесот на имунизација, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател, пандемијата од COVID-19.